65-годишниот Таир Даут е поранешен комарџија. Токму овој порок му ја одредил и сегашната судбина да биде бездомник. Неговата животна приказна се движи од сјајот и луксузот на големите казина по светот до валканите скопски улици. Со комар се заразил на 15 годишна возраст. Вели од здоденост прво почнал со карти и мали пари. Веќе на 18 години се вработил и влогот пораснал. На 30 години основал фирма и тогаш казината станале негова страст. Јас имам изгубено повеќе од $1.000.000. Значи, сите заработени пари, што ги работев со трговија со електрометали, јас ги изгубив. Згора на тоа, што прави комарот? Комарот, значи, те наведува и на криминал. Кој ќе ги изгубиш парите, немаш каде, нагучен на луксузен живот. Значи, одма паметот иде да направи нешто, да дојде некои пари. Направи некои така нечисти работи. Ме затворија, дури не ми е срам да кажам, јас бев и во затвор за тоа. После излегувањето од затвор, јас бев на нула и биднав бездомник. По совет на пријател, исто така комарџија, спас побарал во Црвениот крст. Таму му помогнале. Се преквалификувал, зел лиценца за обезбедување и станал фризер. Вели го разубавува изгледот на бездомниците кога не може своето минато. Комарот на младиот Таир Даут и тогаш му бил на дофат, слично како и на денешните тинејџери. Еден од градовите каде што има поголема концентрација на млади е Штип, со години студентски град. И не само поради тоа. Туку во самиот центар има улица која се вика Лас Вегас, каде на 1 километар има многу обложувалници, казина, продавници за брзи кредити. На 25-годишниот штипјанец Јаков Трајков тоа му пречи, гледа познаници како се губат во магепсаниот круг на комарот. Штип реално не е толку голем град, не е толку развиен град, да кажем, за да има младите што да прават освен да одат, да речем, по казина или по кладилници. На секои, да не речем, 3-4-5 месеца по нова филијала за брз кредит се отвара. Така да може да кажем дека дефинитивно има улога тоа што исто така и ново казина се отворија и одма после секој отворено казино 2 филијали за кредит се отварат. Јаков е свесен за сериозноста на хазардите, па ги одминува блескавите светла, примамливите реклами и слободното време го поминува во боксерски клуб. Дарко Денков една деценија ги тренира младите. Ги учи како да се одбранат од нападите, но и како тие да зададат удар на лошите навики кои што ги демнат на секој чекор. Моментално основните училишта најкритични се, пошто децата моментално по самиот разговор, кога некој ще разговарам, тие самите се отворат и кажат: вчера бевме во кладилница на апарати, со последната стотка не можев да направам, знаеш, 500 денари да одиме, да јадеме ова, она, да правиме. Во кладилниците има само по еден вработен. Кога дојде малолетникот, вработената го праша: имаш ли 18? Имам. И толку. Нема легитимација, нема легитимирање, нема ништо и тоа е тоа. И тука завршува се. Штипјанката Драгана Дина Митровиќ повеќе од 20 години работи со деца и младинци. Вели секој хоби, активност чини пари. Младите се доста свесни. Можноста за нивно учество е нешто кое што може да допринесе самите на себе да си помогнат во ситуации кога можеби возрастните кекснуваат, можности за бесплатна рекреација, за можности за неформална едукација. Младите се многу заинтересирани и сакаат да прават нешто. Проблемот е што нема доволно можности. И кога можности нема, а младите сакаат забава. 44,4% од младите до 25 години одговориле дека постигнале по игри на среќа поради забава. Покажува истражувањето на граѓанската организација ХОПС. 50% од анкетираните одговориле дека играат игри на среќа секој ден. Над 17% дека се зависници. Ние немаме лица кои што идат и конкретно бараат помош заради коцка, како коцка. Коцката им направила некој друг проблем, па идат за некоја друга причина, дали е тоа депресија, дали е анксиозност.
Законот за игри на среќа и забавни игри ги обврзува казината да плаќаат 3% од приходот на месечна основа, додека автомат клубовите се должни да плаќаат 1,5% од месечниот приход. Не е јасно за што треба да се користат парите. Дали и колку треба да одат во Министерството за здравство за лекување на зависности од игри на среќа. Но мора да има стратегија, да делуваат и повеќе министерства. Една таква програма подразбира јакнење на здравите вештини и вештините на младите луѓе да кажат не на секој вид зависност или на секој вид на лошо однесување. Затоа сметаме дека и Министерството за образование и наука треба да биде вклучено. Црни бројки детектирани се и во соседството. Дека законите постојат за да се кршат, пример е Косово. 96% од испитаниците играле игри на среќа, а од пред 5 години таму тие се забранети. Gjatë procesit të hulumtimit, rezultatet tregojnë që fëmijët ose të rinjë deri në moshën 25 vjeçare ku i frekuentojnë këto objekte kryesisht janë lokalet e gastronomisë, ku atë shërbehen pak a shumë edhe pije tjera, edhe i kanë dillet të cilët i lëshojnë këto me disa aplikacione të ndryshme telefonike. Në thonë, vetëm në këtë formë Kosovë aktualisht duhen lojra të fatit. Во Србија, 54% од младите признале дека игрите на среќа не им се непознати. Nema mlade osobe koja ne poznaje nekoga ko jeste zavisan od kocke u Srbiji. Дека добрата волја на институциите може да застане на пат на зависноста. Пример е Исланд, со мултисекторски ангажман на властите. Во последните 15 години, за повеќе од 70% е намалена зависноста. Не само кај младите до 25 години, туку и кај децата под 18 години.